Акционерското друштво Електрани на Северна Македонија активно се вклучува по препорака на владата во ова голема еколошка мерка за набавка на 10.000 инвертори во вредност од 10 милиони евра или 618 милиони денари. Како општествено одговорна компанија ќе ги обезбедиме овие средства за набавка на овие инвертори, но исто така активно ќе се вклучиме во кампањата за промоција на ова еколошка мерка, со тоа што преку медиумите и останатите начини на информирање ќе ги запознаеме поблиску граѓаните кои се прописите и на кој начин можат да аплицираат за набавка на овие инвертори, но исто така да ги информираме и компаниите кои што сакаат да бидат продавачи на овие клима инвертори и доколку се разбира ги исполнат сите услови пред се еколошките мерки кои што се предвидени со продажбата на овие инвертори. Ние како компанија, општествено одговорна компанија и понатаму ќе инвестираме во заедницата, но исто така значително ќе инвестираме и во сопственото производство. Денес во рамките на работната средба со менаџментот на РЕК Битола ги договоривме неколку крупни проекти кои што треба да се активираат или да се комплетно реализираат до крајот на годината. Тоа значи дека во следниот период треба да се објави јавниот повик за набавка на сопствена механизација, механизација која што значително ќе ни помогне во текот на работењето, но исто така и во намалувањето на оперативните трошоци. Имаме уште една мерка за набавка на сопствени автобуси за превоз на вработените, кои што ќе бидат еколошки и кои што исто така ќе ги користиме и за вработените, но истовремено да бидат корисни и за граѓаните, затоа што во периодот кога нема се користат за превоз на вработените, ќе се користат за превоз на учениците од општината Битола, Могила и Новаци, но исто така и за превоз на пензионерите, студентите и социјалната категорија. Морам да признам дека во овој период веќе ги усогласуваме тендерските постапки за уште еден еколошки проект, а тоа е топлификацијата до Битола. Тендерот кој што започна во 2015-2016 година како неуспешни постапки, сметаме дека сега ги комплетираме комплетно документите и до крајот на годината и таа постапка ќе биде отворена заедно со Министерството за транспорт, врски со општините Битола, Новаци и Могила и со тоа значително ќе допринесеме во намалување на трошоците за загревање покрај проектот кој што е топлификација и проектот гасификација кој што го води општина Битола. Сметам дека со домакинското и одговорно работење на овој менаџмент на РЕК Битола, на акционерското друштво СМ, значително се заштедуваат средства кои што во наредниот период ќе се користат во развој и во инвестиции на комбинатот РЕК Битола, на сите инфраструктурни објекти на компанијата, за да ги подобриме условите за работа и на вработените, да го зголемиме производството, но истовремено да ги запазиме еколошките аспекти на кои што се обврзавме како нова влада, како нов менаџмент на оваа компанија.